Благодарам председателке, почитувана министерке, колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Најпрвин да искажам голема благодарност до сите колеги кои што покажаа многу голем сенс околу прашањето за колекторскиот систем во Охридското езеро. Прашање кое што, ако се сеќавате, јас го имам прва поставено 29.12.2017 година како прво мое пратеничко прашање и од тогаш до ден денес навистина ги следам сите состојби во однос на ветувањата и спроведувањата на работите околу оваа проблематика. Најпрвин да кажам дека во однос на поднесениот амандман, со кој што колешките, моите драги колешки Маја Морачанин и Лилјана Поповска бараат 562.500.000 денари за доизградба на колекторскиот систем на Охридското езеро, го сваќам како добронамерен потек да се некои работи придвижат, меѓутоа јас со аргументи ќе кажам дека многу понапред сме од она што вие го барате. Ќе започнам од почеток. До каде е работата? Работата е веќе како што треба во оној пат, во оној правец кој што е навистина добар за Охрид и Охридското езеро. Издвоени се средства кои што на почеток, ако се сеќавате 2017 година, во буџетот беа некаде 3 милиони денари, ама тоа беше само за да се почнат некои работи, заради тоа што колекторски систем во тој момент беше дел од меѓуградско јавно предпријатие Проаква Охрид, Проаква Струга и колекторски систем. И за да може да се дојде до ситуација да се превземе од страна на државата, се формира јавно државно предпријатие колекторски систем, кое што за да се формира, а веќе е формирано, и ќе кажам кои се неговите потези во работењето, требаше да поминат неколку фази во осамостојување и можно да се колекторски систем издвои како јавно државно предпријатие. Прво имаше делба помеѓу Проаква Охрид и Проаква Струга. Во меѓу општинското предпријатие како дел колекторски систем, прво требаше да се поделат на две посебни општински предпријатија, а колекторски систем да се зема од страна на државата, а за да се направи тоа, требаше да се изгласа во советите на општината Охрид и општината Струга. Сето тоа е направено, направена е и финансиски делбен биланс, поделени се и морам да ви кажам дека владата тука одигра многу значајна улога. За да може да се тие две усогласат општини околу делбениот биланс, владата превзеде комплетен долг на Проаква Охрид, Проаква Струга и колекторскиот систем во однос на долговите кон Евана. Тие пари воопшто не се дел од оние пари кои што потоа беа издвоени како 183 милиони денари за јавното државно предпријатие колекторски систем. Значи, надвор се од тие средства. Исто така, овај колекторски систем, како дел од тоа меѓуградско јавно предпријатие, должеше и по основ на кредит за колекторскиот систем. И тој долг го превзеде државата. И тие пари не се дел кој што се трошат од оние 183 милиони кои што ние со ребалансот 2019 ги доделивме на ова јавно државно предпријатие. И сега да кажам, после 4 децении не гриша. После една физибилити студија, заправо вие се повикувате на физибилити студијата од јули 2015 година, финансирана од јапонската влада, ЈИКА Џајка, да, меѓутоа сакам да ви кажам дека тоа во 2015 година што изгледаше сега, состојбата е уште полоша, меѓутоа нашите експерти кои што работат сега под интензивна, значи под интензивно наблюдување, поттикнување од страна на сега веќе менеджментот на јавното државно предпријатие, утврдија дека сите овие средства кои што се побарани се многу повеќе од колку што реално би било за да се рехабилитира и да се дополни делот од нашата страна. Што значи дека и да завршиме со нашата страна, ние не сме го заокружиле прстенот ако не се договориме добро со албанската страна и сега во таа насока ќе ви кажам кои потези се повлечени. Со средствата со ребалансот 2019 година
веќе се ангажирани, се направени анализи и веќе е во тек тендерска постапка за лоцирани, мапирани 4 многу важни места на колекторскиот систем каде што има најголемо излевање или нефункционалност на прочистителните станици. Значи, станува збор за санација и реконструкција по најнова технологија, цевка во цевка, прочистување и целосно рехабилитирање на потегот Лагадин Свети Стефан, Горица 1 кај вилата кај председателот, кај Грашница каде што и нефункционална е и прочистителната станица, кај Подмолје исто која што е нефункционална, меѓутоа и целиот тој потек ќе биде прочистен и цевка во цевка рехабилитиран. Сосема доволни се средствата кои што се определени во однос на ребалансот на буџетот за оваа фаза на најалармантните, значи, моменти што се во моментов на она што значи колекторски систем во Охридското езеро. Во однос на дополнување и проширување на колекторскиот систем во деловите кај Трпејца, Љубаништа и Свети Наум од Охридската страна и Радожда од Струшката страна. Веќе се изработени комплетно, ќе кажам, за Радожда и за Трпејца. Јас ќе се задржам повеќе за Трпејца, бидејќи нашата општина има веќе аплицирано заедно со Албанија преку кросбордер програма од ИПА фондовите и е во прва фаза веќе комплетно завршена заради тоа што во соработка со Центарот за меѓународна соработка и развој во Љубљана договорено е да во Словенија се изработи и е изработена техничката документација комплетно, при тоа се договорени 80.000 евра треба за таа техничка документација, пола-пола, значи Словенија ни дава нас средства кои што ќе ни партиципира и уште 40.000 евра од општинската каса во буџетот на општината ќе бидат дадени. Со тоа што втората фаза веќе и за Радожда и за Трпејца, мислиме дека и веќе и ќе биде изгласана во текот на почетокот на 2020 година. Парите, како што ви кажав, се барани со проект кој што оди како меѓугранична соработка помеѓу Македонија и Албанија, заради тоа што, како што кажав, и албанската страна мора да биде покриена со колекторски систем, ако сакаме комплетно покривање и заштита на Охридското езеро. Ќе додадам уште неколку работи. Во тек е изготвување на проекти од страна на општина Охрид за изградба, значи се работи за амандманов, заради тоа што побарате, сакам да дадам објаснување дека вистина и овие пари се 150 милиони денари што се наменети, ќе помогнат во другата фаза што треба околу колекторскиот систем да се направи, меѓутоа од страна на општина Охрид, која што после поголемиот подолг период, да речам, блокирана сметка, сега веќе се движи кон од блокирање на сметката и почнува да функционира како вистинска општина сервис до граѓаните, се прават уште 3 елабарати, односно проекти за заштита точно на Охридското езеро. Се работи за прочистителна станица Љубаништа со Свети Наум заедно, за селото Косел и Долно Лакочере. Ке ме прашате сега од каде Косел и Долно Лакочере и всушност се вклучени во овој проект. Да, тие се наоѓаат на Коселска река. Коселска река е најголемиот загадувач на Охридското езеро. Кога би се решиле овие големи населени места со прочистителни станици и канализации, тогаш ние сме решиле многу голем дел од проблемот на загадувачи на Охридското езеро. Зошто не се оди на колекторски систем комплетно, туку се оди во деловите, сега зборувам Трпејца, Свети Наум и Љубаништа? Заради тоа што и во тоа време, во јули 2015, јас присуствував на презентацијата на студијата од јапонската влада финансирана, кажаа дека заради теренот не е возможно да се поврзи колекторскиот систем со овие две населени места. Значи има карпи, има непроодни места и многу тежок е теренот. Затоа се оди на посебни прочистителни станици кои што
бидејќи е направена комплетна техничка документација за трпејца, би коштала 600.000 евра, кои што се побарани, како што кажав, од ИПА фондовите. Значи, работата не стои во место, работата е во многу голема и напредна фаза. Директорот и менеджментот, управниот одбор на државното јавно предпријатие работат на изнаоѓање на сите можни начини, а веќе и се прават одредени проекти со кои што, како што ви кажав, се покриваат прво најалармантните делови, а потоа ќе се оди во внатрешноста на проширување, нели, за поголем капацитет на жители на градот Охрид, па и на Струга, се надевам. Ова е моето сознание и затоа сметам дека со побараните 150 и одобрените 150 милиони евра денари, дополнително, ние имаме 333 милиони денари, кои што, ви кажувам, ефикасно, наменски, точно во оние фази до кои што може за предходнава година и оваа година да дојдеме до одредени, ама многу позитивни решенија за заштита на Охридското езеро и колекторскиот систем. Ви благодарам. Расправата може да тече, вие прашајте, ако сметате дека нешто не сум кажала, ќе да објаснам. Ви благодарам. Нема прашања.